Рековте дека ниту едно населено место во Одоира нема канализација. Дали имате проектни документации за овие населени места, бидејќи тие се клучни за да барате средства, и колкава е покриеноста со канализациона мрежа на Нов и Стар Доиран? Значи, имаме готови проекти буквално за сите населени места. Тоа го направивме бидејќи знаевме дека ќе излезат и фондови за водовод и канализација, така што документационо сме спремни 100% за сите населени места. Нов Доиран и Стар Доиран се покриени со од 50 до 60% со канализација, што е многу малку за потребите на туристичко место и туристичка дестинација како што е Доиран. Се работи, значи ние ланската година реализиравме еден проект со Југоисточен плански регион, така што еден од најбитните краци во Стар Доиран го поврзавме со канализационата мрежа, значи некаде се работи за 1 километар. Самото комунално предпријатие има реализирано во последно време некаде околу 2 километра канализациона мрежа. Така што работиме и на тоа. Постепено го зголемуваме капацитетот, односно процентот на покриеност, меѓутоа тоа е малку во споредба тоа што треба, да. На корисниците. Ние сакаме да продаваме парцели за изградба на нови викендици, нови сместувачки капацитети, меѓутоа претходно не сме спремни сето тоа да го покриеме со водоводна и канализациона мрежа. Затоа и беше целта на ова. Сите тие проблеми кои што веќе со години не мачат, сакавме еднаш за секогаш да ги решиме и во најбрз можен рок. Со фондовите може тоа да се реализира, бидејќи имаше полемика еве зошто не се аплицира на фондови, значи на фондови активно се аплицира. Меѓутоа знаеме како се добиваат средствата и во кои финансиски износи. Ние еве сега имавме одобрено некои си 200 и нешто илјади евра од транспорт и врски, да кажеме, меѓутоа тие не стигнуваат за едно село. Во Николич 250, значи ќе треба да имаме и сопствено учество за реализација на таа канализациона мрежа. А каде е пречистителната станица, каде се другите работи кои што се пропратен дел на тоа?